По втор пат годинава Црвениот крст на Штип организира тематска крводарителска акција која се реализира во соработка со армијата на спортисти. Во услови на пандемија користи се и моште потребни вакви акции во кои драгоцената течност им е потребна на секој поединец кој едноставно има здравствени проблеми. Ова е втора спортска крводарителска акција во рамки на ова 2020 година и можеме да кажеме дека и двете и првата се одвиваше во услови кои што не се редовни, еве во една вонредна ситуација, па и сега втората се одвива нели во тек на светска пандемија. И можеме да кажеме дека со оглед на целокупната, на глобалната ситуација со крводарителството во светот, ние сме максимално задоволни годинава од одзивот на крводарителските акции, а и генерално од одзивот на крводарители и вклучително и во службата за трансфузиона медицина. Работиме во тесна соработка со Институтот за трансфузиона медицина и во заедничка соработка организираме доста тематски крводарителски акции. Еве ова денешнава е посветена на спортистите. Радува и фактот што во рамки на оваа спортска крводарителска акција имаме и спортисти кои што се првократни крводарители, што значи тоа е еден дополнителен чекор кон мотивација и кон придобивање нови членови во крводарителското семејство, кое што во Штип брои навистина солидна бројка луѓе кои што еве преку еден ваков чин го покажуваат највисокиот, би рекла, израз на хуманост. Годинава имаме мала стагнација, не сме рекордери како во минатото, но држиме солиден просек, имаме континуитет, имаме нови крводарители, а паралелно работиме на нови мотивацијски форми со информирање и мотивирање на сите категории во кои се кријат потенцијалните крводарители, истакна Викторија Милановска за денешната тематска крводарителска акција. Ваквите хуманитарни акции се и можност за упатување на апел кон сите оние кои во услови на пандемија се засекнати за своето здравје. Да, сите кои што го имаат прележано COVID-19 ги замолуваме ако сакаат да даруваат плазма, треба да се пријават електронски на страната на Институтот за трансфузиона медицина и да дојдат да даруваат плазма. Крводарувањето е доброволно, некои го практикуваат во посебни или воуредни услови, а повеќето од младите учествуваат редовно во вакви хуманитарни акции со цел здравствените институции, како Црвениот крст, на пример, да имаат доволни залихи од оваа драгоцена течност која живо значи. Не сум до сега имал потреба за да дарувам крв за свој близок, исклучително е од хуман карактер. Значи, имам почнато од средношколските денови, па се до сега на 6-7 пати имам дарувано крв, секогаш од хуман карактер. Врз основа на виденото, искажаното и доживеаното, слободно можеме да констатираме дека денешната заедничка хуманитарна мисија на спортистите и на Црвениот крст беше достоинствена и моште успешна.